Почитувани граѓани, почитувани новинари, мнозинството од пратениците во Македонското собрание донесе државничка одлука која гарантира европска иднина на државата. Република Северна Македонија ги започна преговорите со Европската Унија по 17 години чекање. Истовремено, македонскиот јазик е заштитен со чиста формулација, без фусноти и придавки, и тој ќе биде рамноправен со останатите јазици на Европската Унија. По одржувањето на првата меѓувладена конференција, започна скрининг процесот по кој ќе следува и отварање на првите поглавја. Ова е огромен успех на граѓаните, на актуелниот, но и на поранешните пратенички состави, со кој се реализира уште една стратешка определба, поставена уште на денот на независноста, а тоа е полноправно членство во Европската Унија. За жал, и приносењето на заклучоците по однос на европскиот предлог за почеток на преговорите, целата јавност на дело го виде деструктивното однесување на ВМРО ДПМНЕ и нивниот партнер проруската партија Левица. Со месеци во собранието и надвор од него ширеа лажни вести за наводна асимилација, бугаризација, за наводно продавање на македонскиот јазик, идентитет и историјата. Организираа насилни протести и крвави сценарија за да ја дестабилизираат државата. Откако им пропадна планот за дестабилизација на чинот на гласањето, ја напуштија салата и не смогнаа храброст ниту да гласаат против за предлогот кој што жестоко го критикуваа. ВМРО ДПМНЕ уште еднаш застана на спротивната страна од интересите на граѓаните и државата. Парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе продолжи да работи во интерес на граѓаните. Ќе продолжиме со реализација на процесот на реформи, кој што е важен за нашата држава. Го продолжуваме европскиот пат, и иднината на нашата држава и на нашите сограѓани е европска. Ви благодарам.